За одбележување на Денот на ромите со своји активности се пријавија 3 невладини организации: Авена, Светла иднина и Еднакви за сите од Кочани. Авена ги посети децата од градинките каде што се реализира проектот Инклузија на деца роми и организираше фудбалски надпревари со деца роми и македонци од 3 основни училишта. Невладината Еднакви за сите организираше празничен коктел за Денот на ромите и презентација на историјата на ромите од страна на поетот Сабри Демиров. Невладината организација Светла иднина пак организираше саем на традиционални ромски носии, јадења и занаети, преку кои ја представуваат ромската традиција и култура. Имаме изложба на традиционална ромска храна, носии и традиционални занаети. Добро е нели сите да видат кој е начинот на живење на ромскиот народ, односно кои се нивните традиционални јадења, кои се нивните занаети со кои што тие обстојувале во текот на целата нивна миграција додека да стигнат нели до нивното основно живеалиште. Од старите занаети беа представени занаетот на изработка на јажиња и плетење кошнички. Јажарството е еден стар занает за кој што можеме да кажеме дека е веќе во исчезнување, во изумирање. Во Источна Македонија во овој момент, според моето знаење, според моето искуство, има 2 или 3 семејства кои се занимаваат со јажарство. Овие се врби ракита, се вика. Па по реката одеме, береме прачички и работат. Тоа е мој занает. Ние сега сме облечени во во шалвари, порано биле облечени невестите. Па денеска имаме зелник со спанак и урда, имаме со компири, сарми, тава со копани. Од нашите прадедовци и прабаби, они са тоа правиле на тај ден. Се собира по дома, се славеше. Меѓународниот ден на ромите се одбележува со цел да потсети на повеќе децениската борба за подобар и подостоинствен живот на оваа група луѓе. Одбележувањето на денот продолжува и во текот на утрешниот ден.